Почитувани, дволичноста, лагите и хипокризијата веќе стана позната одлика на владата на СДС и министерот Цугаревски. Ветивте многу, а не исполнивте и ништо. Сега, откако ги поделивте и местата по управните и надзорните одбори, се соочувате со реалноста дека нешто пред локалните избори треба да се направи, некој проект да се реализира. Жалосно новистиното е дека единствено што успеавте да сработите е да ископирате многу од законите, како што беше законот за легализација на дивоградбите, донесен од страна на ВМРО и ДПМН, за да си ги припишите заслугите за себе, глумејки наводна загриженост за граѓаните, иако во собранието гласавте против истиот закон во 2011 година. За да биде ситуацијата уште поинтересна, се одржа и средба помеѓу министерот за транспорт и врски Цугаревски и представници на авиокомпанијата Визер, на која било разговарано за продлабочување на соработката во насока на обезбедување на што поголем број достапни и дестинации за граѓаните Република Македонија. Меѓутоа, токму сегашниот министер Цугаревски, како пратеник во 2012 година, не го поддржа законот за дополнување на законот за воздухопловство, со кој се предвидува финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници. Значи, еве го листингот од гласањето во собранието, каде што Цугаревски се гледа дека не го поддржал и не гласал за овој закон. Прашањето кое си го поставуваат граѓаните е како министерот Цугаревски успеа во многу краток рок диаметрално да ги смени своите ставови и мислења во однос на политиките и законите кои така ревносно ги критикуваше и не гласаше за тие закони. После изгледа дека за ова е заслужен неговиот главен ментор Зоран Заев, кој покажа дека е човек кој нема единствен став за ниту една работа и го менува својот став секогаш по потреба наложена од моменталната ситуација. Овој камелеонски начин на работа е ваша главна одлика, па по се изгледа животот на граѓаните ќе се носи со копирање на проекти од ВМРО од ДПМН, а останатите препишани проекти од туѓите програми ќе ви останат пусти ветувања. Со секој ваш нов потек, со секоја ваша нова одлука, неповратно ја подкупувате иднината на Македонија и македонскиот народ, а разбирлива е сега нервозата во вашите редови, бидејќи го навлекувате гневот на народот, кого го прелажавте и го предадовте и кој, верувајте, силно ќе ве казни на предстојните локални избори.